А сега продолжуваме со утринската тема и оние кои што не следат од самиот старт знаат дека ќе зборуваме за е-спортот во Македонија, но и пошироко, иако кажеме дека македонската е-спорт репрезентација или генерална федерација упорно и напорно работи, се разбира, за сето она кое што треба да го има и кое што ги мерите меѓу другото во Македонија толку колку што се го заслужуваат, а го заслужуваат заради тоа што 2025 година беше успешна и за нив. Имаме повеќе нешта кои што ќе сакаме да ги позборуваме во следните минути и за е-спортот во Македонија, но и за е-спортовите генерално, и се разбира да малку се информираме можеби и за новите активности и плановите во 2026. На оваа тема во студиото во Утринска на Телма има можност да зборувам со Бобан Тотовски, кој што е генерален секретар на Светската федерација, е-спорт федерација и Македонската е-спорт федерација. Добро утро, Бобан, и добро дојдовте во Утринска на Телма. Нашето последно гледање тука беше во летово, кога всушност го доживеавте тој голем успех и го освоивте златото, а ние имавме можност тоа да го споделиме со нашите гледачи и рековме дека ќе имаме уште една средба за да тие прашања ни одговорени, а можеби и дилеми кои што меѓу другото се наоѓаат кај децата и кај младите кои што го сакаат геймерството или видеоигрите, не, но најмногу кај повозрастните, кај родителите и кај оние кои што живееле во подруго време и се нели повозрастни генерации. Ќе имаме дел и за тоа, но јас би сакала првично да кажам дека се вративте од светското првенство во Куала Лумпур, каде што како генерален секретар на оваа Светска е-спорт федерација имавте голема улога во самата организација и добро е како една таква перспектива тоа да го доловиме сите впечатоци, тамошното функционирање, целата таа организација, што за нас ќе биде така малку нели некое искуство кое можеме да го слушнеме, ама за жал кај нас се уште не можеме да го видиме. Па се надеваме дека ќе можеме да го видиме, инаку да, во Светската е-спорт федерација ISF моментално работат 10 македонци и тројца корејци, каде што се наоѓа и седиштето на Светската федерација. И почнувајќи од 2020 година, од тогаш бевме само четворица, бројката постојано расте, се менува, иде горе-доле. Меѓутоа веќе имаме организирано повеќе од 4 светски првенства, неколку регионални, во секој континент имаме по едно регионално првенство организирано. Поголема дел од организацијата ја извршуваме ние како вработени, да кажам, во Светската федерација. И тоа со самото со себе носи многу предизвици, затоа што сме имале настани кои што траат 10 дена, 1000 учесници од 120 држави да се донесат. И тука зборуваме од авиобилети, визи, сместување, распореди за надпревар, прехрана, значи сите елементи што ги има еден голем спортски настан, ги сочинува и ова првенство. Уникатната ситуација наша да преку мене може да се вработуваат се повеќе и повеќе македонци, мислам дека исто е добра за нашата држава, затоа што поприлично промовираме Македонија во светот и мислам дека во е-спортот сите веќе нема кој не знае каде е Македонија. Ако кога почнав пред 5 години кој ќе кажав Македонија, требаше на мапа на Google да покажам каде е или да кажам Грција, Италија, тука сме негде блиску. Сега се повеќе луѓе препознаваат нашава држава и мислам дека доаѓаме во момент кога ќе може да очекуваме некој поголем евент во наредните 2-3 години тука. Исто така доаѓа момент кога ќе можеме да очекуваме малце поголеми инвестиции во спортот во поглед на спремна арена за надпревари, нешто што недостасува кај нас. Затоа што за да има повеќе надпревари, фудбал на пример имаме солиден стадион, така. Имаме салата Борис Трајковски ако треба ракомет или кошарка. Ако треба да се направи е-спорт настан, нема, треба да земеме сала за кошарка, па се одново да се мести, да се адаптира, да се преправа, да биде е-спорт реди, што ние кажуваме. Мислам дека во скоро време во преговори сме да се веќе и изгради една таква или адаптира еден таков простор во Скопје, како би можеле да привлечеме прво меѓународни клубови да се надпреваруваат и да се спремаат, па понатака да почнеме и меѓународни надпревари да правиме. Да. И тоа е визија на човек кој што има светско искуство, поточно искуство за сето она како функционира и се организира во светот и веројатно тоа искуство го добиваат и оние кои што ќе можат нашите да бидат дел од Светската федерација. Како тоа може да се случи? Значи кои се критериумите, што е она кое што би требало да се има како основа за да се биде дел од Светската федерација? Па вие имаме малце тука уникатен пристап, најважна е желбата. Прво, било кој што сака да работи, треба да го сака геймингот, или ако е маркетинг, ако работи во
надпревари, ако работи во некој било кој сектор, треба да си експерт во секторот, меѓутоа сепак треба да имаш некаква љубов кон игрите. Затоа што пред се геймерите и заедница во која што работиме се малце поразлични од другите, поглед на однесување, поглед на тоа што ги привлекува и треба да се има љубов кон спортот, кон самава забава ако станува дел за геймингот, за да можеш да функционираш, затоа што за нас пред се нема работно време. Оние огласи што ги читаме динамично околина едно друго, значи не го пишуваме ние тоа така, затоа што работиме со 152 држави. Толку членки има Светската федерација и не можеме ние да избереме кога ќе зборуваме со Нов Зеланд, кога ќе зборуваме со Канада, кога ќе зборуваме со некоја држава од Азија поради различните временски зони. Така некоја се случува да преку ден немаме работа, меѓутоа цела ноќ да работиме. Исто така кога ги организираме овие регионални квалификации, значи минатата година имаме организирано преку 600 турнири, ги викаме ние, 600 надпревари кои што секој држава играат за да ги добиеме најдобрите 16 по игра во светов. Да. Нашиот тим тука од Македонија, competition тимот што викаме, тимот за надпревари, цел месец е или на азиско време, или на америчко време. Кога сме Европа и Африка не е страшно, пошто тоа си е наше време. Меѓутоа, 2 месеци во годината они живеат во друго работно време. И тоа немаме проблем затоа што сакаме да го направиме, сакаме да го постигнеме, да биде безпрекорно и да биде направено непрофесионално. Така да пуштаме огласи често, нонстоп се бара некој за да се вработи, за да може да биде дел од ова, така да секој има шанса, само да кажав, желбата е број 1. Така, иако си има желба, нели тој цел различен биоритам ќе се прифати како нешто во кое што навистина треба да се вложи доста напор, но желбата секогаш е посилна од се доколку се сака. А веројатно таа желба ја има и во надпреварачкиот тим или од сите оние членови кои што ги има македонската спорт репрезентација или генерална федерација, заради тоа што и нели навистина успеси за толку краток период има успеси кои што се за поздрав и дополнително мотивирачки за да се продолжи напред. Ќе потсетиме колку всушност членови има, односно геймери во надпреварувачкиот тим и ако зборуваме дека спортот може да биде професионален и аматерски, тогаш како би направиле разликата и како кај нас во самата федерација, нели како е тоа распространето или поделено? Или се професионални? Значи, моментално Македонската спорт федерација има 8 клубови кои што се членови на федерацијата. Секој клуб си има најмалку по 3 екипи во секоја дисциплина, по една екипа во дисциплина, значи 3 дисциплини, 3 екипи. Така да во даден момент бројот на членови, да речеме ако ги рачунаме како играчи, како атлети, е помеѓу 80 и 150 во зависност од кој клуб во која дисциплина се одлучил да учествува. Во поглед на како репрезентација, која ќе оформираме веќе како репрезентација, имаме 2 клучни репрезентации во тимски спортови, тоа се во Dota и во Counter-Strike, и имаме индивидуални во e-фудбал. Моментално во e-фудбал немаме, да кажам, нови таленти, се уште сме со талентите кои што се избрани пред 2 години. Меѓутоа нареднава година веќе ќе направиме нов циклус на квалификации, на тестови и на проби за да можеме да видиме кој е спремен, бидејќи тие што биле добри во играта пред 2 години не се толку добри сега, затоа што ако не ја прати цело време играта, се менува динамиката, се менува се, автоматски паѓа и перформансот, не квалитетот, меѓутоа перформансот паѓа, пошто не е исто кога играш во различни услоги. Што се однесува до аматерскиот и професионалниот дел кај нас во Македонија, ние како федерација повеќето се фокусираме на професионалниот дел, бидејќи станува збор за помал број на играчи, кои што можеме да го сервисираме, да ги спремиме и да ги едуцираме за учество на светски или европски првенства, или сега се формира Медитеранска федерација, може да имаме некој Медитеранско првенство. Што се однесува до аматерскиот дел, станува збор за голем број и во ширина, во дубина секако, во цела Македонија кои што играат нели аматерски дома по интернет клубови, се собираат кај некого дома. Тоа е категорија која што е многу не е многу тешко, меѓутоа малце е комплексно да се пристапи до нив, затоа што потребен е голем број на луѓе, едукатори кои што би можеле да ги пратиме, да ги едуцираат како правилно се тренира за да станеш ти од геймер да преидеш во еспорт атлета. Затоа што разликата е голема. Геймерите играат квантитативно многу, а еспорт атлетите играат квалитативно многу. Значи, дека ако играш 16 часа на компјутер, ќе станеш најдобар во светот, нема да станеш. Тоа се случило на 0,01% од луѓето во светот. Да, има исклучоци во се, меѓутоа исклучокот не формира правило.
Правилото е дека треба да има тренинг систем, треба да има систем на исхрана, треба да има систем на паузи, треба да има систем на физичка активност. Има спортови, да речам, како пинг-понгот, например, кој што многу помага за концентрацијата, за да можеш побрзо да ги забележуваш работите на екранот. Секако кондиционите вежби се важни, затоа што некогаш седат, сите викаат, нели, седат пред компјутер, они седат некогаш по 9 часа во текот на денот додека играат. Сепак треба да имаш кичма да го издржи тоа и треба да си цело време спремен и главата и вратот, значи се случува да често имаат мускули. Децава што играат на мобилни телефони, они веќе имаат проблем со рацете, со прстите, значи има посебни масажи, посебни креми, посебни алатки за загревање на рацете за да им бидат загреани, некој па сака му се потат рацете па ги лади. Значи има за се си има техника и се. Се надеваме дека може би не наредната година, меѓутоа дека во наредните 2 до 3 години ќе успееме да формираме една едукативна или подготвителна програма, да сите деца кои што се од 5 оделение нагоре ќе можат да дојдат да посетат нормално бесплатно некој форум, некој предавање, некоја едукација, тренинг, што треба, како треба да започнат за да се реорганизираат самите себе, да не го губат времето пред компјутер. Забавата е забава, нека се забавуваат. Во некој момент не викам да не се забавуваат. Меѓутоа моментот кога сакаш нешто повеќе, треба како и во фудбалот, како и во други спортови да се влезе во некој систем за тренинг и за спремање за понатаму. А за да го засакаат повеќе или ако да речеме се изострува талентот кој што можеби го имаат и покрај времето поминато пред компјутер, тоа треба нели точно да се има таа едукација за да знаат што понатака и дали би сакале да бидат како велите еспорт атлети или нешто кое што е на високо професионално ниво и да се запази таа дисциплина за која што можеби многумина и не знаат. И сега ако зборуваме за децата или младите генерации кои што аматерски си играат и сакаат преку тоа и да се дружат, нели она познато вмрежување на најактуелните или атрактивните игри кои што ги има во моментот и преку таа дружба, нели самата видеоигра се засакува, но и дружбата ги влече се повеќе и повеќе. Од друга страна родителите се оние кои што тоа го гледаат од страна и коментираат како децето седи цело време на компјутер, што значи дека треба да има еден едукативен дел и за родителите и за децата, за родителите за тоа што сушно значи каде оди еднината, а за децата како и на кој начин тоа треба да се прави. И тоа е навистина структура која треба да се постави за кој е процес. Ке се согласите, ама треба и трпение за сето тоа на што и работите како федерација. И сега кога зборуваме за самата дисциплина или дека не е тоа така, само седење пред компјутер, тогаш и дека е спорт, дека е спорт всушност го дава и таа агенда дневна која што имаат професионалните играчи, за која што можеби и многумина не знаат, освен оние кои што се во тоа. Тоа изгледа на пример како тие имаат и физички активности, имаат и временски одредени делови во денот кога треба да тренираат, кога што се да прават. Еве да земеме пример, не знам, во Counter Strike, нормално стануваат на сабајле, да речеме сите, најчесто се случува да тоа се живее најчесто во гейминг хаус, колку бидејќи сите меѓународни, да речеме, професионални клубови, играчите се од различен дел од светот, па сите се донесени на едно место. Покрај станувањето, нели, во одредено време на сабајле, си има исхрана, која што секако е плански направена да биде здрава исхрана, што помага на концентрација, што помага на телото. После тоа се почнува, има различен тип на тренинзи, затоа што некогаш елементите на играта имаат стратегија, имаат самото чисто нели пукање, има комуникација со тимот. Например, еден од најдобрите тимови во светот, Falcons, тим лидер, на in-game лидер се вика, е македонец, Киксан, Дамјан, кој што првите негови успеси беа токму со нашата федерација во 21 во Израел, кога освоивме првото злато во Counter Strike. И он гордо и јавно го кажува секогаш тоа, дека уствари неговите професионални почетоци се токму преку федерацијата и играњето за федерацијата. Меѓутоа сето тоа понатака беше веќе неговиот труд, неговата желба, неговиот успех и неговиот талент секако што го имаше за тоа. Мајката негова работи како главна медицинска сестра на травматологија. По некоја случајност, јас пред 2 години играјќи кошарка скинав тетива и токму налетав на мајката на детето која што ме препозна поради федерацијата. Сакам да кажам, на секој може, секој родител, без оглед да се имаше медицински сестри, нели случајно се поклопи, меѓутоа секој родител, секое дете може да постигне многу, секако важен е талентот, меѓутоа желбата, правилниот тренинг секако се клучни тука за да може да успеат. Да има систем кој што ќе го следи, кој што веќе некои доктори, научници и луѓе со искуство го пропишале. И ние сме тука да помогнеме на секој на кој што му треба таков совет или насока, тука сме.
верувам дека на родителите кои што не гледаат им треба совет за сите оние деца кои што можеби моментално ги играат оние најпознати видеоигри, Minecraft и Roblox. За Roblox знаеме дека некои земји од светот веќе го забранија, меѓу кои Русија го забрани. Minecraft исто е доста актуелна и мисля че дека нема дете што не сака да игра. Кој е вашиот совет и препорака во однос на тие игри? Дали се добри, што е она кое што може да се дозволи, не како во која насока? Вака, играта како игра, да се забрани Roblox исто како да забраниш диско. Или да забраниш кафич, или да забраниш искачање во мало. Ке излезеш во мало, секако дека има веројатност дека некој ќе има таму што не е, нели, добар за задружење или што е малце ненормален. Роблоксот нуди за жал и нема контрола на луѓето кои што се таму и кои што како предатори или како закана се и комуницираат со нашите деца. Јас како родител на 13 годишно дете исто така приметувам дека во Roblox секој може да се представи како машко, како женско, како дете, како било што, а од другата страна на екранот не знаеш кој е. Значи има едно што се вика Know Your Customer, значи проверката на некој што се логира пред да се логира, што мислам дека треба да биде дел од игрите. Така да доколку сепак дозволите, не е и самата игра не е штетна, меѓутоа комуникацијата на тоа што се случува, луѓето што пристапуваат до нашите деца, кои што се уште се млади и не се оформени, мислам дека треба да се проверува и да се контролира комуникацијата со кого се комуницира во играта. Затоа што играта како игра, да, развива одредени способности кај децата, меѓутоа сепак и ги отвара на многу закани од светов и мислам дека треба да се контролира, посебно во Roblox. Да, она кое што има и другото сме го споменали со други експерти, па и со психолози, дека не може да се спречи, односно да се искорени или да се забрани, туку едноставно да се воведат некои мерки или контроли и едукација, кои што се потребни. Се ближиме кон крајот, како генерален секретар на Светската федерација морам да прашам за еспортот и економијата, она кое што го знаеме е дека се многу пари во прашање и токму затоа се појавува и поголема конкуренција на самата Светска федерација, а со тоа и веројатно може да се прогнозира или да се предпостави каде се може да се оди понатака и што е оно кое што ќе го носи еспортот или еспортовите година, кога зборуваме за пари и за бизнеси. Так. Па да речеме дека последно нешто што беше најактуелно во еспортот е најавата 2024 што ја направи Меѓународниот олимписки комитет дека ќе има олимписки еспорт игри во Саудиска Арабија, кој што после години и пол преговори со Саудиска Арабија не успеа и моментално се ставени на пауза, значи договорот помеѓу Меѓународниот олимписки комитет и Саудиска Арабија се раскина. Сега олимписките еспорт игри се нешто што во моментов виси. Ние како меѓународна федерација преговараме со Меѓународниот олимписки комитет да ние превземеме дел од тоа техничкиот делегат, пошто ние сме единствени потписници на Светската антидопинг агенција, затоа што ние на нашите надпревари исто правиме антидопинг тестови, значи има и список на лекови и препарати кои што се забранети да се користат во спортот, кои што помагаат на перформансите. Во иднина гледам дека ќе имаме олимписки спорт игри, дали ќе успееме до 27, 28 или 29, не знам, тоа ќе се случи. Секако премногу луѓе гледаат тие 400-500 милиарди што ги гледаме, тоа се пари кои што се во гейминг индустријата. Не е значи во еспортот. Еспортот е некои си 5 до 10% максимум од таа цифра кој што еспортот го завзема како еспорт, затоа што еспортот станува професионалниот дел на геймингот. Меѓутоа сепак издавачите на игри, луѓето кои што ги произведуваат игрите, кои што продаваат in-game items, одредени ствари во самата игра, најголемиот дел од профитите се таму во светот. Значи кога ќе кажеме Холивуд, не зборуваме колку пари земаат глумците, туку колку пари заработил филмот на крај, продукцијата и сето тоа. Исто така и во игрите има различни сегменти кои што различно заработуваат. Еспортот е во пораст, од порано 2% од гейминг индустријата сега стига помеѓу 5 и 8. Плановите се во наредните 5 години да стигне до 20%. Пред се поради заинтересираноста на луѓето да гледаат. И секако ние како меѓународна федерација тоа што сакаме да го постигнеме како што го има светското првенство во фудбал. Затоа што сите го гледаат светското првенство во фудбал, секој сака да гледа Меси како игра против Роналдо и сите најдобри играчи од сите држави да се навиваат за државата. Ние тоа сакаме да го постигнеме, да сите геймери у светов можат да се навиваат за својата држава и да се горди на своето знаме.
Така е. И да ги едуцираме нашите млади геймерчиња тука, кои што пред се играат за забава, но никогаш не се знае колку таленти се кријат таму, а ако се постави една добра патека или насока, тогаш ето тоа би било полесно за таа структура и она кое што треба да се случува во иднина, веројатно ќе дознаваме се повеќе и верувам дека ќе има успех она кое што го работите. Ви благодарам за вашето гостување, ете после неколку договарања и нели да се најдеме некаде пред крајот на годината да може да ги информираме нашите гледачи, а и да си посакаме успех за следната година. Тоа беше нашата утринска тема во која верувам дека малку повеќе ги доближивме и спортовите и начинот на кој што тоа се прави или начинот на кој што нели се спортува, кога зборуваме и за професионалци и за аматери, но и за едукацијата која што ја ставаме како приоритетна.